Лето 2025 во битолското село Новаци. Иако сонцето пече, Лила Петровска излезе да работи во градината. Незината мала градина се наоѓа во близина на најголемиот произведувач на струја во Македонија, рек Битола. Тешко е во летниот период, тешко е, прашење, не се издржува, па и џубрето плюс тука, чадо и ветришта вака кој има, не се издржува. Прашење, не можеш ништо да изваиш, јалишта плюс то не можеш да изваиш летното време, ни да ја сортираш, ни да се сушат, да испериш ништо. Тешко. Жителката на Новаци вели дека како мала живеела во селото Суводол, на чие место сега се наоѓа истоимениот рудник за јаглен и рек Битола. Петровска стравува од плановите на државата во ископот на испразнетиот рудник кај Мегленци да се направи регионална депонија, а стравува и од предстојната зима. Тогаш уште потешко, магли, прашење на чадој и од малце од рек, малце и од блиску ни е ѓубрето, па са иако ни донесат од други општини, како што велат уште од 7-8 уште плюс, уште поголемо загадување. Бројката е сепак поголема. Од 18 општини во југозападниот дел на Македонија треба да се носи отпадот во регионалната депонија. Таа треба да се наоѓа на локација на која рек Битола порано вадел лигнит, често наречен и кафеав јаглен. Таа треба да биде на околу 5,3 километри од селото Новаци и на околу 2,4 километри од селото Мегленци. Локацијата е избрана затоа што како подлога има глина, а врз неа ќе се ставела непропустлива фолија и ќе се направил систем за собирање на отпадните атмосферски води, како и на гасовите. Едниот син на Петровска работел на испитување на јагленот, но поради прашината се префрлил во друга фирма. На жителите им пречи и големиот број камиони што минуваат секојдневно низ селото. Многу има големо движење од сабајле рано кој ќе почнат до вечерта. Има многу, да не речам, може 100 сигурно ќе поминат камиони, баш као овие за ѓубре, овие за јаглен многу носат во рек. Тука се низ село редовно, низ село се нон-стоп, да речам, и дури имаше и жртва. Со трактор си одеше човек во камионот, ќе го таква го фати, носеше нешто брана, ми се чини така, го собрал така 2-3 дена и човек го почина. Ајде, што го изабаеш ти? Се распрашавме натаму во Новаци како е да се живее покрај комбинатот без кој Македонија и по повеќе децении не може да функционира. Многу силни звуци од преносот на струјата и прашина. Речи. Оти реко се загадува, па плюс сега ѓубрето полносат, ова ќе биде катастрофа. Вака кој има ветро и најпоќе. Ветро се иде во носи машините. Тука тој одлагачи има горе. И саш како одлага од она пепелта, таква и така ветеро носи прашината, среќаш. Тоа не е нешто заштитено да рече така. Како врти лентата, така и ветеро носи. А иначе зуј, од незе, тутун ќе си береме ово, она, голем напони, 400 киловолтен напони. Ама, ајде, требаше да мислеа кога го става, оти куќи да беа правени тогаш. Тие, далеко водо, можеше понаму да се иставе, ама не мислеа тие, како да речем, инженерите, тие што го трасира, што такова. Основната дејност на рек Битола е производство на електрична енергија и јаглен. Овој најголем комбинат во македонското електростопанство е составен од две производствени единици, рудници Суводол и Брод Гнеотино и термоелектрана.
Во 1980 година е започнато со ископ на јаловина, а првата електрична енергија од комбинатот е произведена во 1982 година. Во ЕСМ ни одговорија дека скоро 2/3 од вкупното производство на струја од државните капацитети доаѓа од РЕК Битола. Во однос на соодносот, кој колку произведува во рамките на капацитетите на АД-ЕСМ, ако се земе на пример минатата година, уделот во производството е следен: РЕК Битола 60%, хидроелектрани 31%, РЕК Осломеј 5%, ветерници 3% и Когел. Тоа е наша когенеративна електрана лоцирана во Железара, која користи газ како погонско гориво со 1%. Термоелектраната во Неготино пак се чува како така наречена ладна резерва. Во моментов, ТЕЦ Неготино е ладна резерва и не се користи, со оглед дека користи мазут како погонско гориво, што од еколошки аспект представува неприфатливо гориво. За овој капацитет се размислува во перспектива да се конвертира на газ и да стане тетоелектрана, која би обезбедувала топлинска и електрична енергија. Третата термоелектрана во Македонија, онаа во Осломеј, во моментов е во ремонт и се очекува да биде вклучена во производство на почетокот на декември, кога има поголема потрошувачка на електрична енергија. Прашавме што ќе се случува со нејзината површина кога целосно ќе престане да работи. Земјиштето во Осломеј, што порано било рудник, ќе се рекултивира и врз него ќе се изгради најмалку уште една фотонапонска електрана. Во рамките на стариот и искористен рудник во Осломеј има една изградена фотонапонска електрана од 10 мегавати, а во моментов тече тендерска постапка за изведувач на уште една двојно поголема електрана со инсталиран капацитет од 20 мегавати. Во текот на истражувањето комунициравме со бројни лица од различни институции. Анонимен извор ни објасни дека во однос на термоелектраната Осломеј постојат повеќе сценарија, но владата треба да одлучи што сака да направи натаму со овој комбинат. Назад во Битола, на местото на рудникот Суводол е планирана изградба на уште 2 фотонапонски електрани со капацитет од преку 50 мегавати. Во ЕСМ ни рекоа дека преку инвестициите во обновливи извори на енергија и преку обуки за унапредување на вештините на вработените, ќе тече процесот на праведна зелена транзиција во државата. Активностите што ги преземаме во рамки на зелената транзиција вклучуваат изградба на 300 мегавати нови соларни централи, изградба на 300 мегавати нови ветерни паркови, инвестиции во батериски системи за складирање на енергија, инвестиции во хидрокапацитетите, инвестиции во најмодерни гасни централи како преодно решение согласно европските практики. Прекинот на производството на струја од јаглен ќе значи и загрозување на работните места. Светската банка преку климатскиот и развојен извештај за Македонија, објавен лани во октомври, и укажа на владата дека мора да направи краткорочни програми за преквалификација и долгорочни за промени во образованието. Работниците со пониско образование и мажите во просек се очекува да бидат непропорционално погодени од промените поврзани со зелената транзиција во Северна Македонија. Севкупно со зелената транзиција, околу 66.000 работници во Северна Македонија ќе бидат во најголем ризик да ги изгубат своите работни места и ќе треба да ги променат своите занимања. Посебно внимание треба да се посвети на влијанието на зелената транзиција врз двата региони зависни од јаглен – Пелагонија и југозападниот регион. Овие очекувања ќе бараат спроведување на план за праведна транзиција во јагленските региони и преквалификација на работната сила. Во РЕК Битола работат околу 2300 лица кои се сведоци на пропаѓањето на комбинатот и на бројните криминали поврзани со негови раководства низ годините. 39 годишно работно искуство зад себе има Тони Апостоловски.
кој реагира на случувањата во комбинатот. Рек Битола е едно голема пералница на пари, каде што не е важно домашното, односно рековското производство, туку се важни набавката, односно тендерите за ископ на јагленови и на земјени маси, кои што јас тврдам дека рек доколку работи домакински, дека може и самиот да ги работи тие работи, затоа што до 90-та година самите ги работевме сите тие активности. Нас опремата ни застарува, нова опрема не се набавува, не се изградува, така да лично мислам дека состојбата на рек Битола како комбинат во поглед на ископот на земјаните активности, во поглед на блоковите во кои што се произведуваат струја и пропратните објекти, се е пред замирање, односно пред умирање. Апостоловски сведочи за партиски вработувања и заштитување на работници, но и на свесно создавање дефицитарни кадри за надворешни фирми да профитираат од тоа. Јас сум, например, вработен во 1986-та, не ме вработија мене од партија, меѓутоа последниве 15-20 години ги набљудувам скоро сите власти кои што ротираат, сите си вработуваат своји политички кадри и знаете како кој ќе дојдат нешто кој ќе дојде например за работа ќе ти рече овај не го гиба овај например ако е ВМРО ДПМН на власт ќе рече не го гиба овај од СДС или обратно. Се изгуби професионалноста. Зошто нема геометри во рек Битола и тоа го знам, затоа што работат приватни геодетски фирми кои што дебело се наплатуваат и нивните услуги и нивните лаги во поглед на ископот на количините на земјани маси. Замислете пример. Добива некој тендер за ископ на 100.000 кубици. И за сега копаат со градежна оператива, ќе ископат 10.000, например, да речеме кубици, оди приватна геодетска фирма, го снима местото каде што е извршен ископот, не е наша фирмата, него приватна геодетска фирма, со која што можам слободно да кажам дека може да се договорат. Дали со нашите властите, дали со тој што врши ископ, колку да пишеме кубици, ако му речат 100.000, 100.000 ќе му пишат. Отидовме во јагленокопот Суводол. За копањето на јаглен најпрво е потребно отстранување на слоевите земја. Потоа багерот пристапува кон копање на слоевите јаглен. Апостоловски сведочи дека криминали се правеле и со ангажирање на фирми за ископ. Градежната оператива ја плаќаме дебело, дали ќе биде са Марковски или било кој некој друг, во независност од властите, тие си се ротираат и си вршат ископ на јагленови маси, за што претпоставам дека се длабоко платени. Бидејќи комбинатот во Новаци најмногу ја снабдува Македонија со струја, неговото неработење во полн капацитет во минатото овозможувало правење бизниси со увоз на електрична енергија. Замислете со неработењето на рек Битола. Се прави вакуум на струја, на недостаток на струја, која што ние мора да го увезиме. Некој повторно и со увозот на струја профитира. Така да на река Битола, искрено да ви кажам, мислам дека на ниту една власт не му е во интерес да работи со полн капацитет, затоа што ви кажав дека прилично голем број на тендери ќе бидат отстранети, така да ќе нема некој профит. Значи, општ печаток дека состојбата во целиот комбинат, без разлика дали се работи за термоелектраните, без разлика дали се работи за рудникот, Броднотино или ПК Суводол, е хаотична. Доколку го прашате, нашиот менаџерски тим ќе ви речи одлично. Меѓутоа ние добро знаеме вработените. Во каква состојба? Влеговме во рек Битола за да ја документираме состојбата. Можевме да видиме видливи траги дека во комбинатот со години не е инвестирано. На многу места ѕидовите се распаѓаат. Прозорците се искршени и во него живеат гулаби.
Видлива е застареноста и на опремата и на лифтот, купени од Русија при градењето на комбинатот. Поинаква е сликата во контролната просторија. Медиумите низ годините информираа за формирани фирми снабдувачи по објавени тендери, за слабиот квалитет на увезениот јаглен и за штетите во рек Битола поради тоа. Пред 2 години проблем направи увезениот јаглен од Албанија. Лице во рек Битола не информираше дека се работело за битуменски јаглен, кој всушност е мек јаглен што содржи битумен. Тој има голема калориска вредност и бил мешан со песок, кој под висока температура станал стакло. Измешаните материи направиле цврста материја која морала рачно да се вади. Во рек Битола дознавме дека работникот кој што направил извештај за овој проблем бил сменет од работното место. Тони Петрушевски е на функцијата директор во рек Битола од 19 септември минатата година. Смесана јаглен со висока калоричност била употребена кај блок 3 и довела до поголема запаливост, кај што таа смеса понатаму наречена јаглен продолжила да се топи низ котловскиот дел, каде што довело до испад на блок 3 и таа смеса како се изладила создала некои налепнини кои што биле понатаму тешко да се отстранат од блокот. Целата документација и сите официјални извештаи од тој ден се предадени по институциите и институциите треба да откријат што точно всушност се случило при користење на тој јаглен висококалоричен. Буквално ни се кристализира третиот блок од неквалитетен јаглен, збогатен со неквалитетен мазут. Целиот котел се направи со обвивка која што мораше после рачно да ја кршат. Котелот е обвиткан со цевки. Низ цевките струи вода и са во самиот котел, во внатрешноста на котелот, се вбризгува јагленова прашина, се вбризгува мазут, тој согорува, прави јадро и го топи целиот котел, односно цевките. Сега, од токму од неквалитетниот јаглен од Албанија, токму од неквалитетниот мазут, цевките, како некој да ги измалтари. Буквално се затвори, се затна целиот котел. Блокот во 2023 година бил неколку месеци надвор од употреба. Увозите на јаглен во Македонија почнуваат 3 години претходно. Се увезувал јаглен од Косово, од Албанија, од Грција, а се купувал и од приватни јагленокопи во Струга и Берово. Вкупните количини се над 5,2 милиони тони и за нив се платени скоро 19 милиарди денари без ДДВ или околу 310 милиони евра. До 30% од искористениот јаглен се претвораат во пепел. Рек Битола, како што се покажа и оваа година, има проблем со прашината што се создава од согорувањето на цврстото и течно гориво. Наместо на дворешна фирма, летово обработените го чистеле комбинатот од натрупаната прашина, бидејќи во државата во тој момент немало комисија за жалби по јавни набавки. Постојат два типови на јагленова прашина, да речем. Еден е тој што излегува од процесот на согорување на јагленот и се депонира соодветно на соодветно одлагалиште на пепел, а онаа другата јагленова прашина е прашината која што излегува од нередовното и нецелосно извршување на ремонтните активности. Значи се доаѓа до пропуштање на каналите за јагленова прашина и ни се трупа по постројките на комбинатот. Дополнително на тоа би сакал да кажам дека во моментот кога се случи чистењето од вработените, во моментот немавме активен договор за технолошко чистење. Бев и јас дел од тие што чистеа. Знаете како? Доколку на некој, не дај Боже, му се запали куќата, прво што треба да направи? Ке влези и ке ја гаси самиот. Тоа и ние го правевме вработените. Тука не му замервам на работниот менаџерски тим. Заради
несоодветно и ненавремено технолошко чистење на котлите. Се создаде енормно голема прашина, јагленова прашина, која што е лесно запалива. Вториот блок се запали токму од таа причина. Самите котли, односно обвивката на котлите, е ита пред распад, пред распаѓање. Знаете, обвивката на котлите со лим. Со текот на времето се нагризува лимот и почнува од котелот да излегуваат јагленови прашини. Тие се распрскуваат секаде низ котелот и доаѓа до самозапалување. Сега, откако се исклучија блоковите, бевме соочени со огромни количини на неисчистен на неисчистена јагленова прашина. Точно е да, не му замерам воопшто на раководниот тим, затоа што точно рекоа ставете постаријалишта, влезете, работете, чистете и така натаму и така натаму. Тоа и јас го правев. Минатово лето и низ Пелагонија се разнесе пепелта од производството на струја на фосилни горива. Тука најпрво би сакал да се извинам до граѓаните на околните населени места за таа состојба која што беше деломно наследена и продолжи во нашето време, бидејќи голем дел од таа јагленова прашина се излезе во воздухот. Значи, во моментот кога се случи тоа, немавме активни договори, односно беа исцрпени договорите. Пепелта преку систем на траки се носи на посебна зона која што се вика отпепелување, која што е предвидена да има касети, односно џебови. И во тие џебови, во тие касети, се одлага пепелта, па се затрупува со јаловински маси, за да не доаѓа до растурање на пепелта секаде низ Пелагонија. Таа прашина од пепел сега се прска со течност за да не се разлетува. Има систем за прскање и третирање на таа влажнење на таа отпадна пепел, кој што не беше ставен 10 години во функција и ние го ставиме во функција. Во рек Битола покрај јаглен за производство на струја се користи и мазут. Причината е ниската калориска вредност на ископаниот или увезениот јаглен. Меѓу 2015 и 2025 година, за потребите на термоелектраните во Македонија се набавени над 746.000 тони мазут, во вредност од над 27 милиарди денари без платен ДДВ, или над 447 милиони евра. Немало такви набавки во 2019 и 2023 година. Имаме млинови кои што го мелат јагленот. Потоа млиновите распрскуваат јагленовата прашина внатре во котелот. Меѓутоа, ако е таа со 1200-1300 калории, не може да постигне голема топлинска енергија. Затоа се вбризгува мазут преку бренери, преку соодветни дизни, за да стигнеме до некои 2000 калории, со што се зголемува капацитетот на производството на електричната енергија, односно се зголемува мегаватите на излез на струја на секој блок поединечно. Во минатите 10 години термоелектраните во Македонија биле снабдувани со мазут од 4 фирми. РКМ Доел Скопје е во сопственост на Радко Капушевски, кој заедно со сопственикот на Пуцко Петрол Асмин Јаховски и уште 11 други лица е осомничен за перење пари и злоупотреби во набавката на мазут. Од податоците што ги добивме за купениот мазут за ТЕЦ Неготино, но и за рек Битола и рек Осломеј, се гледа дека со договори и анекси на договори на фирмата на Капушевски и биле исплатени над 18,3 милиарди денари, или над 300 милиони евра. Криминали беа откриени и со набавките на адитивот за јагленот, односно хемиската супстанца која се додава за подобрување на ефикасноста на јагленот и за намалување на лепењето на пепелта. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во обвинението за случајот адитив наведува дека 31 физичко и 5 правни лица се стекнале со имот на корист во вкупен износ од над 397 милиони денари. Во текот на истражувањето дознавме дека во минатото во рек Битола се правеле и измами со количините на јаглен, со внесување, изнесување и повторно внесување на исти камиони со јаглен,
а злоупотреби се правеле и во лабораториите со лажно прикажување на поголема калориска вредност на јагленот. Разликата била во неколку милиони евра. Во Рек Битола постојат две лаборатории за анализи на процесите за производство на струја. Едната е за потребите на термоелектраната, а другата е за потребите на рудникот. Го прашавме директорот за лабораториите, бидејќи поднел над 30 пријави за различни злоупотреби од претходното раководство, беше воздржан во одговорот. Воочивме некои недоследности при земањето на проби во договорите, односно при извршување на договорите, и сето тоа што сметаме дека е недоследност го средивме и сега. Сето тоа што е истоварено е предмет на анализа во лабораторијата. Просто кажано, јагленот исполнува или не исполнува. Јагленот продолжува да иде за исплата или ќе биде надвор од наплатата. Имаме композиција од камиони. На 300 тони донесен јаглен се зема еден примерок. Тој примерок подлежи на да речем на анализа, каде што се утврдуваат карактеристиките на јагленот. Дали исполнува или не исполнува. Ако исполнува, продолжува наплатата за тие 300 тони. Ако не исполнува, тие 300 тони се одбиваат и не се предмет на наплата. Мострите се земале од прилика на секој 12 камион. Директорот тврди дека имале случаи на враќање на камионите и дека на квалитетот на јагленот можат да влијаат и временските услови. Дополнително, од анонимен извор дознавме дека во комбинатот се ваделе пари и така што услуги не биле извршени, а се праќале фактури. Имало и случај на непочитување на договорените количини за испорака. Така договорот со фирмата Марковски компани бил раскинат лани во ноември, откако фирмата неколку пати била предупредена дека продолжува да не ги испочитува договорените количини јаглен. Тај го подкопала јагленокопот, доведувајќи ја околината во опасност. Рек Битола мораше да направи дополнителна набавка на јаглен од увоз и дополнително со неиспораката на количините договорени на јаловина го подкопа јагленокопот, кој што е состојба сега моментално, која што тешко ја надминуваме за да дојдеме до потребниот јаглен за производство на електрична енергија. На раскинувањето му претходеа повеќе укажувања и опомени од страна на договорниот орган, од страна на Рек Битола, но и покрај тоа тој продолжи со несериозниот однос и ние пристапиме кон раскинување на договорот и активирање на банкарската гаранција. Кога велиме дека е нарушена геомеханичката стабилност, велиме дека геомеханичката стабилност влијае врз процесот понатаму за производство на јагленото и рудник. Значи ги доведуваме во опасност и вработените и опремата која што се користи при ископ на јаглен и ловина. Марковски компани имала бројни договори со Рек Битола за копање во рудниците Брод Гнеотино и Суводол, за помош на механизација и за ремонт во комбинатот. Името на фирмата се јавува во 49 договори за јавни набавки во Рек Битола за 2 години, од 2022 до 2024 година. 11 од нив се потоа раскинати. Во текот на ова истражување, обвинителството отвори случај против фирмата Марковски компани за кривични дела поврзани со јавна набавка за демонтирање, пренос и монтажа на опрема од термоелектраната Осломеј во рударско-енергетскиот комбинат Битола, нешто што воопшто не било потребно, при што биле злоупотребени повеќе од 1,7 милиони евра. Работејќи на темата, дознавме дека услугата не била ни извршена, а средствата биле исплатени. Договорот бил со траење од 24 месеци, но на 12 месеци биле исплатени сите средства, вклучувајќи и банкарската гаранција, со што завршиле обврските. Договорот всушност се уште треба да е активен. Основното јавно обвинителство во Битола побара од органите во Србија да замрзнат имот 10 нови товарни и приклучни возила набавени во 2025 година, за кои постои сомнение дека се стекнати од кривичните дела. Дополнително, од српските власти е побарано да се обезбеди и да се отвори сеф за кој е утврдено дека осомничениот го поседува во една српска банка. Освен ова,
Од сметките на осомничениот и неговата фирма во државава се замрзнати околу 30 милиони денари, а обвинителството побара да се забрани и располагање на дополнителен движен и недвижен имот во државата. 3 стана во Скопје, парцела градежно неизградено земјиште и гаража стекнати во 2024 година, како и 3 товарни и 1 патничко возило, набавени во 2025 година, за кои постои сомнение дека представуваат принос од казниво дело. Во Српскиот регистар на трговски друштва ја најдовме фирмата на Марковски, основана во 2009 година. Се работи за Ханза изградња, која на сајтот нуди од одржување и ремонт до рударски работи и ископ на јаловина. Сепак во јавните набавки во Србија, оваа фирма се појавува единствено за изградба на шумски патишта и главен налогодавач е јавното предпријатие Србија Шуме. Назад во Битола. За производството на струја покрај јаглен и мазут е потребна и вода. Во зависност од бројот на користени блокови, количините варираат. Во октомври годинава биле користени над 374.000 метри кубни вода. Весна Неделковска е проектен менаџер во Гаус институтот, фондација формирана во 2006 година за нови технологии, иновации и трансфер на знаења. Поддржани од Германското министерство за животна средина и Берлинската фондација 100% обновливо, а инспирирани од проект за грејење во полскиот град Хајновка, македонски и експерти од Шведска и Германија годинава работеа на анализа за напуштање на намерата топлата вода од користењето на фосилните горива во рек Битола да се користи за загревање на овој град. Имаме термоцентрала на јаглен, на фосилно гориво, кој е огромен загадувач на градот и околината, а исто така и тука е актуелен проблемот со зелената транзиција. Односно, знаеме дека Европа ја зацрта својата зелена агенда до 2050 година да стане климатски неутрална и да ги намали емисиите на стакленички гасови до 50%. За да го зацрта тој план, значи треба да се работи на намалување на добивањето на енергија од фосилни горива. Тоа го потпиша и Македонија, имено на крајот на 2023 година, кога се одржа Меѓународната конференција на климатски промени на Обединетите нации во Дубај. Тогаш Македонија го има потпишано инвестицискиот фонд, со кој се обврзува дека до 2030 година ќе ги намали емисиите на стакленички гасови за 80%, а тоа значи дека треба да го запре производството на енергија од фосилни горива, односно затворање на термоелектраните рек Битола и Осломе. Климатската конференција во Дубај, одржана пред 2 години, се смета за историска, бидејќи скоро сите земји за прв пат се согласија за постепено напуштање на фосилните горива во енергетските системи. Затоа ние оваа идеја ја превзедовме, да речам, од Германската фондација, да ја намениме и во нашиот град, односно системот за топловодно грејење на Битола, наместо да биде од рек Битола, кој работи на фосилно гориво, да биде целосно од обновливи извори. Овој систем што се гради во градот, топлификационата мрежа, планирана е да работи со отпадната топлина од рек Битола, значи се уште со енергијата од фосилни горива. Неколку месеци по интервјуто беше објавена анализата во која се заклучува дека најоптималното технолошко решение е изградба на централизиран енергетски систем на локацијата на рек Битола. Овој систем би се состоел од топлинска пумпа на свежа вода како основен извор на топлина, поддржана од помал капацитет на геотермална топлинска пумпа и термална акумулација за покривање на врвните оптоварувања во најстудените денови. Целиот систем би се напојувал со електрична енергија од голема наменска фотоволтаична централа, изградена на истата локација.
Ова го менува наративот од напуштање на РЕК во трансформација на РЕК во современ центар за обновлива енергија. Проектот за целосна декарбонизација на системот за централно грејење во Битола е технички изводлив. Цената на топлината од обновливи извори е повеќе од двојно повисока од онаа на отпадната топлина од РЕК, што го прави проектот финансиски неодржлив без надворешна поддршка. Германското сојузно министерство за животна средина, заштита на климата, зачувување на природата и нуклеарна безбедност има финансиски поддржано 10 проекти во Македонија и 21 проект во Србија. Прашавме колку пари инвестирала Германија во овие земји за транзиција кон зелена енергија. Ja, in Serbien haben wir momentan Projekte, die um die 800.000 Euro Finanzierung erfordern. In Mazedonien sind es um die 600.000 Euro. Das sind also keine großen Projekte. Die europäischen Klimaschutzinitiative EUKI, die basiert ja darauf, dass man vor allen Dingen gemeinnützige, also Organisationen, die nicht gewinnorientiert arbeiten, unterstützt, dass man die Behörden unterstützt, dass man Wissenschaft unterstützt und dass man vor allen Dingen auch Vernetzungsarbeit macht. Also ein Projekt, das wir unterstützen, das kann also nicht nur in einem Land stattfinden, das muss also in mehreren Ländern stattfinden. Und so finanzieren wir zum Beispiel die Vernetzung von Unternehmern und Unternehmerinnen, die in Kohleregionen neue Betriebe, neue Geschäftsfelder, klimafreundliche Geschäftsfelder, umweltfreundliche Geschäftsfelder oder eben auch neue Zukunftstechnologien vorantreiben wollen. Во Берлин гледаат голем напредок во тоа што Македонија презела обврска постепено да се откаже од користењето на јаглен. Nordmazedonien ist Teil der Past Power Coal Alliance. Das ist die internationale Organisation für den Kohleausstieg, ein internationaler Verbund, kann man sagen, wo sich Länder freiwillig zusammengeschlossen haben, die sagen, wir wollen Kohleausstieg bis 2030. Da gehört Spanien dazu, da gehört Großbritannien dazu, auch Deutschland ist Mitglied und Nordmazedonien ist auch Mitglied. Und wenn so ein Land Mitglied ist in dieser Organisation, dann sichert es zu, dass es bis Anfang 30, also um das Jahr 2030 herum, aus der Kohle aussteigt. Und das hat Nordmazedonien mit seinem Beitritt zugesichert. Das ist ein großer Fortschritt. Германија сака најдоцна до 2038 година да се откаже од јагленот за производство на струја и топлина. Во Министерството велат дека струјата произведена од јаглен сега има историски најмало учество во вкупната произведена електрична енергија во Германија. Објектите на површините ќе се демонтираат и срушат со можност за изградба на соларни и ветерни паркови. Kohle spielt in Deutschland eine immer kleinere Rolle bei der Energieversorgung. Wenn wir uns nur den Strom anschauen, dann sehen wir heute, dass fast 60% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommt. Sonne und Wind sind die großen neuen Energieträger. Gerade bei Sonne erleben wir eine deutliche Steigerung, bei der Photovoltaik in den letzten Jahren sehr deutliche Zuwächse, sehr große auch Zuwächse pro Monat, pro Jahr. Und auch bei Wind sieht man einen kontinuierlichen Zuwachs. Das ist auch notwendig, weil wir müssen natürlich die Kraftwerkskapazitäten, die wegfallen durch die Kohle, durch Sonne und Wind und auch durch Gaskraftwerke ersetzen. Auch Gaskraftwerke werden vorübergehend eine Rolle spielen. Bei Gaskraftwerken ist es eben wichtig, dass sie zukünftig nicht nur mit Gas, sondern eben dann auch also nicht nur mit fossilem Gas, sondern eben auch mit Wasserstoff in Zukunft funktionieren, damit sie eben entsprechend emissionsarm sind, sauber sind und damit auch klimafreundlich. Низ целиот свет често се поставува прашањето: што да се прави со старите површински копови на јаглен? Германија е една од ретките земји каде што операторот на рудникот мора однапред да обезбеди средства, како и идеја и план за тоа што да се прави со површинскиот коп по завршувањето на експлоатацијата на јагленот. Често на површините се прават вештачки езера. Die Tagebaue in Deutschland, viele in Ostdeutschland, werden ganz oft zu Naherholungsgebieten umgebaut. Dort werden Seen eingelassen, Wasser wird eingelassen, entstehen Seen.
Die Flächen drumherum müssen rekultiviert werden, bepflanzt werden mit Bäumen zum Beispiel. Es werden auch teilweise neue Siedlungen an den Seen geschaffen. Also aus einem Kohletagebau werden am Ende ganz häufig Landschaftsschutz und Erholungsgebiete. Во Македонија, планот на државата е во таков рудник да се направи регионална депонија. Македонка Соклевска од селото Новаци е носител на иницијатива за референдум против регионалната депонија во оваа општина. 99% од жителите се загрижени заради тоа што ние секојдневно се соочуваме, ете го гледате рек позади нас, меѓутоа не е ова како што е денес. Многу често рек, знаете, испушта отровни материи. Исто така во денот кај нас во Новаци по главната улица не можеме ние да одиме по тротоарите, секојдневно поминуваат околу 500 камиони кои што носат јаглен. Дел од тие камиони кои се непокриени паѓа јаглен, односно ќумур паѓа од нив. Значи ние не сме безбедни, загадена ни е животната средина, кога има ветер, прашината цела иди во селото. Значи местото на живење ни е презагадено и затоа сме загрижени, не ни треба уште еден загадувач дополнителен. Затоа што депонирањето од отпад од 18 општини би значило премногу за нас. Многу пати кога ќе речат гори фабриката на мазут, чадот што излегува од оџакот не е како сега што го гледате, чадот е црн, има некогаш и со кафејав и сето тоа иде овде паѓа над куќите. И тоа има последици и за воздухот што го дишиме, и за производите што ги садиме тука, што ги јадиме, што ги користиме, и за почвата, и за водата, за се. Македонија, како земја кандидат за членство, мора да се усогласи со климатските политики на Европската Унија. Доколку не ги исполни целите, може да се соочи со ограничен пристап до фондовите на Унијата. Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија во делот на енергетиката се нагласува дека препораките од минатата година не биле целосно имплементирани. Северна Македонија е умерено подготвена во областа на енергетиката. Земјата треба да го забрза својот премен кон зелена енергија и да ја намали својата зависност од јаглен и газ. Европската комисија во Брисел е уште подиректна во укажувањето на преземаните обврски во одговорот што го испрати до нас. Според Националниот план за енергија и клима, термоцентралата на јаглен во Битола треба да биде затворена до 2027 година, што се смета за неопходен чекор кон исполнување на целите за декарбонизација на енергетскиот сектор до 2030 година. Ако хипотетички зборуваме за затворање на рек Битола до 2030 година, значи голем дел од нашите вработени по согласно старосната граница по природен пат би заминале во пензија. Голем дел од другите вработени не би било проблем да се совпаднат со некоја нова енергетска постројка која што не би имало проблем и да се вклопат во технологијата која што ја нуди таа. Одговорот за тоа кога ќе се затвори рек Битола, директорот рече да го бараме на повисоко место. Се обративме на различни места и разбравме дека конкретен план државата нема. Тоа го потврдува и Државниот завод за ревизија, кој во септември годинава ја објави ревизијата за успешноста на зелената транзиција. Термоелектраните како најголеми производители на електрична енергија, но и најголеми загадувачи кои до 2030 година треба да се затворат, се уште немаат соодветна замена, бидејќи АДА-ЕСМ не изградило нови производствени капацитети. Дополнително, производната цена на електричната енергија на АДА-ЕСМ е повисока од продажната на универзалниот снабдувач, што резултира со работење со загуба и ја доведува во прашање реформата и зелената транзиција. Производството на струја во Македонија е зависно од увозите на јаглен. Во климатскиот и развојни извештај за Македонија на Светската банка, објавен во октомври минатата година, стои дека странскиот јаглен може да ја зголеми цената на струјата. Имајќи предвид дека Северна Македонија располага со ограничени резерви на лигнит, таквата продолжена зависност од јаглен најверојатно би барала зголемување на увозот на јаглен. Тоа пак би представувало потенцијален ризик за енергетската безбедност на земјата,
би ја зголемило просечната цена на производството на електрична енергија поради дополнителните транспортни трошоци и би наметнало финансиски товар врз економијата. Зелената транзиција би ја чинела Македонија 3 милиарди евра. Последната модернизација на рек Битола била во 2014 година. Покрај редовните одржувања на рек му требаат и сериозни вложувања. До 94-5 година, што се купи, што се изработи во рек, се изработи. Од тогаш живееме на стара слава. Никој повеќе не инвестира во рек. Тоа ви е како едно такси возило, да го возите, да не му турвате нити масло, нити глицерин и да вели да нека вози, дури вози. Кој ќе зариба, ќе најдеме друго, ќе купиме. Баш буквално јас така доживувам фирмата во која што го поминав целиот свој работен животен век. Најголем дел од термоелектраните на јаглен газ или течно гориво имаат животен век меѓу 30 и 40 години, кој што може да се продолжи со надградба и модернизација. Рек Битола се уште живее во длабока старост. Прашањето е, уште колку долго и дали државата има време да ја поместува зелената транзиција.